Како сте? Топ. Да не сте професорка, што би работеле? Па би сакала да бидам актерка. Како дете, оде во детско драмско студио, имам многу искуство и пред микрофон и пред камера. Актерка. Во кратки црти опишете го предметот современа македонска книжевност. Сепак дојдете на час ке видите што е современа македонска книжевност. Зошто книжевност за деца? Затоа што детето е најбитниот сегмент на секој едно општество. И ако ги научиме децата да читаат, да ги сакаат приказните и книгите, тогаш во иднина ќе имаме исклучително добри и интересни читатели. Омилена приказна за деца кога вие сте биле дете и омилена приказна сега од овој аспект. Мојата омилена приказна е секако Зоки-Боки. И до некаде Пипи долгиот чорап. А од денешен аспект, тоа е добриот голем џин, ДГД. Ја препорачувам топло. Песна која не ви излегува од глава. Има многу песни. Например, песна која што никогаш не сакам да ја заборавам, тоа е Ти си сав мој бол и екаве, тие се групата на мојата младост. Потоа Purple и Whitesnake и Soldier of Fortune, тука е и Либер од Джибони, Лазарус од Бови, Dernier Dance од Индила, Као со умору од Александра Радович и извонредната Мариса со незиното Меу Фадо Меу. Има уште. И Параходот. Параходот секако од Никола Бадев. Најинтересна случка од патување преку факултет. Има многу случки. Една, ќе ви спомена малку потравматична, Москва, аеродром Шереметјево. Во ниедно време го испуштам авионот за Белград и останувам сама, колегите заминуваат, останувам сама, визата е веќе истечена и нину, како во Twilight Zone, некаде ниваму нитаму. А една поубава случка е кога во добро завршениот симпозиум во Лисабон, отидовме на една вечера во стариот дел од Лисабон и она што ме воодушеви, келнерот кој што не служеше, истовремено не служеше и во пауза ја земаше гитарата и свиреше фадо. Книга која би ја понели на пуст остров. Па тешко да одам јас на пуст остров. Ако морам, тогаш сигурно ќе треба да земам некој ковчег со книги. Не можам да одберам една книга. Тешко. Или нема да читам, најверојатно ќе гледам во пустиот остров, во морето, во песокот и така. Омилен цитат. Тоа тешко би издвоила. Имам секогаш одредени книги кои што ги читам заради некакви цитати, заради некакви моменти. Не знам, најмногу ги сакам цитатите кои што ги извлекувам од книгите на Петрема Андреевски и на Венко Антоновски. Поезија или проза? Поезија и проза, па и драма. Кој лик од книга би сакале да бидете, а кој да го имате за пријател? Многу сакам да бидам Росица од куклите на Росица на Оливера Николова. Тоа ми е навистина еден исклучителен, женски, емотивен лик, да правам како неа кукли, да седам со сите тие големи мажи во македонскиот 19 век. А сакам да и бидам другарка или пријателка на Јанка на Гоце Делчев. Тој од романот на Блаже Миневски. Па да ми кажува и некои скриени тајни, нешто што го нема во романот на Блаже Миневски. Опишете се себе си со 3 збора. Ведра, насмеана и строга. Изрецитирајте дел од вашата омилена поезија, која прва ви паѓа на памет. Нема ли срце на срцето? Срце ширини широко, срце длабини длабоко. Па цел свет да збере и да е завија гради малечко. Мојот рацин. Што би им порачале на идните студенти на катедрата за македонска книжевност и култура? Вие што одбравте да студирате македонска книжевност и македонска култура, вие сте на вистинското место. Вие што се двоумите, воопшто не двоумете се. Престанете да се двоумите. Дојдете да видите колку е велелепна македонската книжевност и колку е провокативна македонската култура.